Борче Боев, генерален секретар на Сојузна спортски федерации на Македонија. Инаку тренер сум на Осман Исмаил, детенце кое што е многу мирно, мило, голем ентузијаст, лице кое што го сака премногу спортот, има одлични можности, перспективи за него. Постојано е со спортот, со фудбалот, постојано сака да биде дел од секоја фудбалска игра. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи да занимава со спорт како лице со Даунов синдром. За жал, можностите негови кои што се тука во Македонија, особено во неговото место на живење, Конче, се такви како што се, нема можност, например, премногу да има спортски настани, спортски надпревари, но сепак ние и му возможуваме не само на Осман, туку и на голем број на дечиња со Даунов синдром и со лесна попреченост да имаат можност да се надпреваруваат, да спортуваат, да играат фудбал. Неколку пати во годината и му возможуваме преку Сојузна спортски федерација и Агенција за млади и спорт, кој е поддржател на овие дечиња, да ги однесиме на надпревари на настани надвор од Македонија, во Хрватска, Србија, Бугарија. Осман е детенце кое што е дружелюбиво премногу, се дружи со своите пријатели, другари, одличен е, мотиватор на целиот тим кога одиме на надпревари надвор од Македонија. Знае да се радува кога ќе постигне гол и е на некој начин еден од подобрите фудбалери заедно со останатите дечиња во нашиот тим. Осман го запознав преку моја блиска пријателка која што има детенце со Даунов синдром. Осман беше на камп во Охрид, каде што имаше дружење со останати дечиња со Даунов синдром и лесна попреченост, и таа ми го препорача Осман и ми покажа дека прекрасно се однесува, дека е одличен спортист, дека има добри моторички способности и веќе неколку години јас го земав Осман од училиштето Искра, каде што таму веќе учеше. Осман сега завршува моторанте ова 2022 година и е со нас веќе постојано веќе неколку години и со останатите дечиња е во делот од тимот кој што се надпреварува, спортува во делот на фудбалот, во делот на лесната атлетика. Со Осман се познавам 5 години, а со останатите дечиња веќе 6-7 година, и тие се дечиња, најголем дел дечиња се од Скопје, од Кавадарци. Осман единствено дете од Конче, од Радовиш. Другите дечиња се во најголем дел, ви кажав, од Скопје 12 до 14 дечиња, од Кавадарци 7 дечиња, од Прилеп имаме уште едно детенце и Осман е од Конче. Се надевам дека бројката на овие дечиња со Даунов синдром и лесна попреченост секоја година ќе ја зголемуваме и ги охрабрувам институциите, особено родителите на овие дечиња, значи да им овозможат на овие дечиња да почнат да спортуваат, да се занимаваат со спорт, особено нели со пливање, лесна атлетика, а можам да потенцирам дека најголем дел од овие дечиња се и добри пливачи и тренираат и пливање и се надпреваруваат во одреден број на неколку дисциплини. Одлично го прифаќа околината Осман, затоа што Осман е таков мил, значи постојано сака да биде, да се дружи со своите другари, значи постојано е со своите пријатели, со своите родители. Најголема поддршка знам дека на Осман е неговиот родител, односно неговиот брат Едип, кој што е постојано со него. Тој ми е на некој начин споната за помеѓу мене и Осман. На секој настани надпреварување тој го препушта во мои раце и секогаш е испратен со љубов и среќа Осман да патува на надпреварите кои што се надвор од Македонија, во Хрватска, Србија и Бугарија, како што напомнав, и настаните во Скопје. Значи надпреварите ги имаме во Скопје најголем дел, во Кавадарци све имаме надпревари, одиме во Бугарија, во Софија, во Белград одиме на надпревари, во Ровин одиме на надпревари, каде што нашите дечиња освојуваат, верувајте дека медали и пехари и се представуваат во најдобро светло. Верувајте, одлични се како спортисти и како деца се добри. Осман има одличен вроден талент, одлична како моторичка способност за фудбал, знае да игра фудбал, ги знае основните елементарни движења во фудбалот, знае премногу да дрибла и се однесува како вистински фудбалер на теренот. Со многу повеќе тренирање со овие дечиња,
да му овозможиме, доколку имаме можност, барем соодветни услови, а тоа се терени. Овие дечиња да знаете само дека најголем дел имаат мала попреченост во начинот на движењето, затоа што се со рамни табани и е добро да играат, например, на меки подлоги, односно мека подлога, дали тоа е природна трева или вешачка трева. Јас ќе се обидам, например, барем на дечињата во Скопје кои што тренираат на вешачка трева, но сепак да им овозможиме барем еден терен каде што би можеле непречено да ги извршуваат основните спортски тренинзи, барем терен со вешачка трева, за да можат, например, да не дојде до повреди на самите дечиња. Многу близок Осман, не само со Осман, да ви кажам право, јас морам да ги напомнам и сите останати дечиња со Даунов синдром, почнувајќи од Влаја до Лисиче, а тоа се Кристијан, Коста, Никола Ники, Стефан, Марио, Матеј, Филип, Илина, Ена, Оли, од кавадарци дечињата Горан, Никола, Александар, Петар, Кристијан, Ѓоке, Кире, Кристијан од Прилеп и сите оние кои дечиња кои што постојано се дружат и кои што постојано на некој начин имаме одлична соработка со нив. Јас сум Еди Исмаил, село Конче, на Осман брат. Осман е добар, е мирен, веселен. Оди на школа, ваа година заврши школото, матуран ќе биде, живееме заедно со мојата ќерка, дружат се, со други деца се дружат. Добар однос имаме, ние заедно пораснаваме, се сме заедно, работиме заедно, земјоделие, секде одиме заедно. Многу има мерак за фудбал, се е со топката дома, и у малата со другарите се фудбал игра. Осман е прифанал семејството многу добар. Со сите е добар, со сите добро живее, многу веселен и со околината добро живее, со другарите живее многу добро. Јас сум Осман Исмаил, сакам бидам Роналдо. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.